Архитектурата, тоа е хроника на светот. Таа зборува и тогаш кога веќе молчат и песните и легендите, и кога ништо не зборува за исчезнатиот народ. Со години, со векови човекот го создавал градот, го градел, го издигал до монументалност и му вдахнувал живот својствен за секој жив организам. Денес, во ерата на современата цивилизација и урбанизација, истиот тој човек му ја краде неговата душа. А градот дише како и секое живо суштество. Расте и старее. Дише ни своите најситни пори, некогаш наречени мала, а денес месни заедници. Но пулсот на денешниот град е забрзан и збрефта како во грозница. Да ви кажам нешто, не можам да ви кажам од што се смеја. Знаеш, вчера излегов чашија и машка. Маало. Збор од арапско потекло од домаќинет и Кајнас. Збор кој не враќа во не така далечното минато. Збор кој во душата кај постарата и средната генерација жители буди носталгичност и представа за еден живот кој одминува неповратно, изумира. Ja, Rado Spiro Avramov, sam star u godine 88. Živem u ova malo 1906. godina. U siromašno malo se najamo, ali smo se pomognuli. Bilo po svadbe, bilo za svekakve slučaje. Ako mi dojda gosti, idem, avadan mi došle, ja idem u komšije, će postražim lep, nikoj ne mi vraćao. Od večera tako vas spremao za sebe, će mi ja dave mene. Tad će i ja sve komu sam se nao. I mnogo smo se poštovali ovdje u Malovo. I danas kad se poštujemo, mnogo pomeđu sebe. Низ целата негова историја, Малото ја следело стамбената зона на македонскиот град. Се родило во пазувите на првите градови во светот и Кајнас.
При населувањето на одредени групи и групации, религиозната или националната припадност на луѓето до селеници била основната карактеристика за групирање на луѓето по маала. Така во Скопје се формирале еврејско маало, турско, влашко, циганско маало. Со растењето на градот растел и бројот на маалата. Веќе во 1916 година имало над 70 маала. Ибни Пајко маало, Карадаг маало, Серава, Чаир, Топана, Чивчи маало и други. Ваквата поделба на маала, односно стамбени квартови во Скопје, беше мощно изразена се до катастрофалниот земјотрес во 1963 година, кога се срушија не само многуте маала, туку и бариерите меѓу неговите припадници по вера и националност. Своите имиња маалата ги добивале и по имињата на некои видни личности кои живееле во нив и кои на некој начин биле дури и одговорни за своите маалчани пред градската управа. Таков е примерот во Битола, каде што се среќаваат маала со имиња на некогашни бегови и паши, а чии имиња денес избледеле заедно со спомените за нив. Добар дел маала кај нас носат називи и појавни објекти кои се наоѓаат во нив, како например џамиите, ановите, амамите и така натаму. Например, во Скопје, поради големиот број џамии и амами, имаше најмногу маала со нивни имиња. Во Охрид пак, маалата најчесто носат називи по имињата на црквите. Во Кратово, во недостиг на цркви, маалата се нарекувале по имињата на поповите задолжени за тоа маало. Меѓутоа, најчесто маалата се нарекуваат по верската и националната припадност, како и по местноста од каде што се доселиле луѓето. Например, во Кратово се уште постои Аргулица, наречено така по луѓето кои се доселиле од селото Аргулица, или Скопско маало, исто така во Кратово. Маалскиот живот во Кратово пред едно 10 години е бил многу убав. Ќе сретнете каде се собираат и стари и млади на седенки, на пиење, на муабет, така да меѓу нив е било многу сложно, додека често пати постариве луѓе ќе поседнат на улица покрај чашка рачија или вино или со цигара, кажуваат сите новости, помеѓу себе тие ќе ги дознаат. Дури се знаело некогаш кој што и ручек ќе прави, какво месо зел, ако зел бутче, ќе правил ќофтиња или плескавици или ред други работи. Ако зел тараче, знае се дека ќе биде нешто манџа и така натаму. Пак помладите невести, тие се надпреварувале која порано ќе го исчисти сокакот и да биде пред незината куќа најчисто. Кон крајот на 19. век, со развојот на економските односи, во македонските градови се чувствува наглото проширување на маалото. Помалите се претопиле во поголемите и дел од нив останале да живеат и денес. Тие гордо му пркосат на бетонот, асфалтот и на современата архитектура. Некогаш маалото, големо или мало, било појдовната точка во препознавањето, дури и окарактеризувањето на човекот, на неговата личност.
Имало мала по кој луѓето биле гласовити, како можни добри домаќини, или како добри трговци, или пак како луѓе склони кон кавги и предизвикување на неред. Затоа и првото прашање што се поставувало на некој новодојден во малото, се однесувало на тоа од кое мало е, па дури потоа следувало прашањето од чие семејство е. Каква била некогашната содржина на малото? Што било тоа што му давало топлина, интимност и место за доверба? Дали тоа била фурната во која најчесто се сретнувале жените, или чешмата пред која се чекало ред, а низ разговор брзо се дознавале сите новости од малото? Или може би бакалницата во која трговецот најпрвен ке поведел разговор со својот муштерија, разговор кој најчесто се однесувал за неговото здравје и за здравјето на најблиските од семејството. Или може би неопходната берберница во која машкиот свет по напорната работа и ослободени од семејните грижи и проблеми ги прераскажувале новостите, најчесто од општествениот живот во градот и секако од фудбалот. Стварно успеа 3-0, имаше повредени играчи. Седете. Што треба, молим вас? Запричини ли сте? Меѓутоа и денес во секоја месна заедница има и бербер и фризер. И многу продавници, киосци и други пратечки објекти за културно-забавен и спортски живот. А сепак луѓето, како и да не се познаваат меѓу себе. Влегуваме во месната продавница, само послуга. Молчејќи го земаме она што ни треба. А првиот поздрав на трговецот се студените бројки кои гласно се отчукуваат на машината. А ние често излегуваме од тие продавници и нервозни, и онерасположени. Не само заради бројките кои се сменуваат на машината, туку и заради студениот однос на трговците. Нема веќе малски чешми. Нема дрвени клупи или обични големи камења за седење пред порта. Нема уличка во која не доаѓа техничкото чудо на 4 тракала. Луѓето се затвораат во своите домови, во своите средини, обколени со машините од современата техника. Се повеќе се индивидуализираат и сиот свој општествен интерес го задоволуваат во своите домови. Од некогашен активен творец во животот на своето мало, денес човекот станува пасивен наблюдувач, консуматор на готови професионално обработени информации кои му ги даваат радиото, печатот, телевизијата. Поради тоа, во последниве години, напорите на урбанистите се свртени кон изградба на стамбени зони со единици кои ќе формираат своји центри за обслужување, а пред се центри за среќавање на луѓето од една единица, односно мало. Ваквите идеи и напори најдобро се огледуваат во изградбата и организацијата на новата населба Аеродром во Скопје, која треба да биде една од најхуманите, најрационалните и најсовремените населби во земјава. Впрочем, на незиното решение работеат 10 урбанистички заводи и институции од целава земја. Во оваа населба живеем веќе 5 години во оваа зграда, од каде се познам само со едно 5 фамилии кои контактираме со нив и добро живееме и се поштуваме и се помагаме. Од другите згради скоро не се познаваме, мислим не контактираме толку. Пошто живееме во блокови, ние прилично слабо се познаваме и не баш некој
поголемо познанство, бројчено, вака речено, не би можело речено дека познавам. Комшијата од спратот, тоа би биле 4-5 фамилии, се познаваме, меѓутоа така пошироко многу малку. Некако, например, јас сум од Битола, ние во Битола се познававме, меѓутоа тука многу тешко. Некогаш, малскиот центар кој обично бил формиран така што можел да ги задоволи сите секојдневни потреби на едно домаќинство, имал и една невидлива функција. Функција која му давала душа на малото. Тоа е секојдневното среќавање и контактите на луѓето. Центар на малото е и најширокиот полигон на кој децата безгрижно се играат, а кој некогаш бил и главен центар за собири за време на некој државен или верски празник. И улицата му давала посебен белег на малското живеење. Освен што е имала функцијата на некаков промет, било колски или пешачки, таа е и место каде што луѓето случајно се сретнуваат, контактираат. Нема уличка во која пред секоја порта не е ставен по некој голем камен или дрвена клупа, на која домаќинките по завршените домашни обврски седнуваат тука со плетало или везило врака и свесно очекуваат да видат некого, да отпоздрават или едноставно да направат муабет. Овој начин на живење и комуницирање се уште е задржан во нашите помали градови, во малата каде што современата урбанизација се уште толку не навлегла. Меѓутоа, моторниот сообраќај и новоградбата во најголем дел ја уништи оваа значајна општествена функција на улицата, оваа навика на луѓето. Наместо разлистеното дрво, клупата или каменот под него, денес не пречекуваат паркинг плацевите, асфалтните тротоари, кои се простираат до влезот на стамбениот блок. Во денешно време на живење во ова брзо темпо ми се чини дека нема доволно време да се запознаеме ни со самите комшии. Обично доаѓањето од работа е врзано со земање детето од градинка и затварање во 4 зида. Можам да кажам и тоа дека во оваа зграда кај што ние живееме, моментално просекот некаде изнесува 26 години. Меѓутоа и правејќи напори да се тоа некако зближиме во слободното време, се организираме да искористиме оно слободно време за рекреација и спорт, се губи бидејќи таква е брза е динамиката на животот. Сите сме млади, сите имаме мали деца и проблеми настануваат така да немаме воопшто време да се ние што се вика во комши да појдеш на едно кафе, разговор и така. Главната комуникација во овие средини, лифтот, го пренесува човекот по пат низ кој тој не оди. А високите скалила ги гледаме со страв, мислејќи притоа на нашите заболувања во овој современ свет. Некогаш главните комуникации во малото биле тесните, поплочени или голи сокаци и ќорсокаци, во кој човекот неминовно го среќавал својот сосед, својата сенка. Тука во тесните и мрачни агли од кои биле испреплетени сокаците, се раѓале и умирале многу човечки судбини, љубов, пријателство и омрази. Тука се слушале првите новости, жални или радосни. Тука детето ги правило првите чекори во животот. Тука се пробувал вкусот на првата љубов. Една од најинтересните и најбитните комуникации во сокакот е капиџикот. Него го има во секоја куќа, во секој двор. Тој е најинтимната комуникација меѓу луѓето, меѓу соседите. Тој ги спојува соседите поблиску. Таа мала дрвена врата секогаш е отворена или малку подзатворена во одредено време од денот, кога соседот сака да биде сам. Затоа и појавата на затворен капиџик подолго време од вообичаеното укажува дека односите меѓу тие соседи, меѓу тие две семејства не се најдобри. И тој ќе остане затворен се до денот кога лутината ќе помине.
Ние у старо време сме съберали дейчиња, деца, кои сме ваќе роднине, ќе веземо, ќе плетемо, а децава кои не са, ко ималявале у старо време, како сега. Не било. Се онаделе децава, знаш, се штитиле од дечњава, меѓу себе ваќе да не пра љубов, току преку капиџици. Ќе дојда на капиџи, ќе донеса писменце, а од девојчињата туе што веза, што плета, што некој знаел ќе дојде туе детево и ќе излезе на капиџи, ќе оземе писменцево, ќе го даде нејзе, она ќе го прочита и пак ќе збора кога и да се најда. Ќе прати нешто, или черес ќе прати, или цвеќенце нешто, она ќе му прати цвеќенце, тој ќе прати черес, ќе прати бомбончиња. Ќе му рече на бозаджија, вика бозаджија по улица, Боза, 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 ќе излезе они на капиџик и ќе викна бозаджијата, ќе им донесе, нафилан дете ви пратило Боза и ќе се напија, ќе поа, ќе нагачкува. А кога и ќе ида ноќум, не ида ваќе данјум, ноќум. Таткото ќе ги однесе у пријатели кај што ќе се бера, дечиња кај што ќе ида. И у капиџициве света ќе прале љубов зад капиџици. Некако сеја по улице љубов. Капиџиците за време окупација, за време војната, многу ни се нашле. Имавме едни што работавме со нега Нада Антеска и она бегаше низ селите со качија, агенти га тереа, да фата и она така се скри преку со качија, преку капиџици и дојде кај нас. И кај нас се скри и више од туе не излезе. Туе се припремуеше за да иду партизани. И така остана 2 недели кај нас скриена. И после отиду партизани, другари дојдоа, га зедоа од туека и ми после поможевме, летовме од джемпери и чорапи, така да и поможео малку. Новото време носи и нови навики во животот на луѓето. Во ерата на современата урбанизација, сведоци сме на сопственото губење од јатото на кое му припаѓаме. Се сведува на пресметка и студени бројки. Дури и човекот е претворен во бројка на стамбена единица и показател за жител на хектар површина. Стануваме се поизолирана единка, како дома, така и на местата за јавни средби. Се затвораме во својот автомобил, кој како современ наркотик не понесува и не гуши во собствената комоција. Или едноставно бегаме во својот дом, во тие 4 ѕида, во кој се фасцинираме од илузиите на телевизијата и свесно одиме кон пасивност и психолошка дезинтеграција. Се обидуваме собствениот спас да го најдеме во викендичките,
тој сурогат на исконската потреба на човекот кон природата. И поради нив свесно го делиме, го планираме своето слободно време, својата економика. Архитектите и урбанистите денес грозничаво работат да изнедат нова формула за хумано живење меѓу новите многокатници. Се проектираат комплетни центри со плоштади, зелени површини, улици за пешаци, сервиси, продавници, образовни центри, се програмира, но врз основа на бројки, на луѓе без име. А сепак, се ова упорно останува празно, не функционира. Зошто? Дали е тоа нужно зло што го носи во себе и ерата на 20. век? Или може би урбанистите погрешија во оној момент, кога отпочнаа се она ново во Европа и во светот да го применуваат и кај нас врз нашите градови под нашето поднебие. И како што еднаш рекол познатиот инженер-архитект Андрија Мутњаковиќ, сето недоразбирање на денешниот град лежи во тоа што еден урбанизира, друг гради, а дури третиот живее во него. И денес постарите жители се прашуваат дали денешниве месни заедници, тие стамбени единици програмирани врз основа на бројки без идентитет, можат да ги заменат некогашните мала кои се наоѓале на нивно место. Секако да. Нашиот човек има широка душа и топло срце. Во него се уште тлее еден мал пламен на блискост, интимност и чувство за соседство. Потребни се само мали напори и тој пламен да се разгори. Потребни се само навидум некои беззначајни елементи, широка лединка за игра на младите, улици ослободени од автомобилската врева и во нив по некоја дрвена клупа или неколку камења за седење, едно високо разлистено дрво.